Почитувани, со блокадата на уставните измени, ДПМН и Мицковски не само што оддалечуваат државата од европскиот пат, туку негативно влијаат и на економскиот развој. Европската Унија е нашиот главен трговски партнер со 77,5% од извозот на земјата и 51% од нејзиниот увоз. Дополнително, Европската Унија е наш најголем финансиски поддржувач, донатор и кредитор во сите области. Таа ни помага во европеизирањето на македонскиот бизнис модел. Блокадата од страна на ДПМН може да ја чини нашата земја 10 милиарди евра помалку фондови од Европската Унија. Само во досегашниот евроинтегративен процес на земјата, преку ИПА, грантовите за енергетската криза, макроекономската помош, поддршка за малите и средните компании, помошта за ублажување на економските последици од пандемијата, образовните и други програми во државата се слеа над 1,2 милиарди евра од европските фондови. Во иднина, преку забрзување на евроинтеграциите и полноправното членство, програмите и фондовите на Европската Унија може да бидат 11 пати повисоки од она што досега го имаме. Но блокадите на ДПМН и Мицковски може да доведат до загуба на овие значајни финансиски прилики за државата, бизнисот и граѓаните. Мицковски и ДПМН исто така ја ускратуваат шансата за голем скок на платите и раст на животниот стандард на граѓаните, со оглед на фактот што во првите 5 години по членувањето во Европската Унија, растот на платите во земјите членки на Европската Унија се движат од над 50% па се до 100%. Првите 5 години по членството кај државите од Европската Унија, стапката на раст на бруто домашниот производ се зголемила од 80 до 90%, но во случај на прекин на интеграцијските процеси, тие стапки за нашата држава може да останат недостижни, исто како и пристапот на македонските компании на европскиот пазар со 500 милиони луѓе. Придобивките од членството во Европската Унија се огромни. Сега имаме единствена можност, отворена врата за европскиот пат и оваа шанса треба да се искористи, затоа што 80% од граѓаните јасно се определени за членство во Европската Унија. Почитувани, како што обезбедивме членство во НАТО, како што обезбедивме почеток на преговорите со Европската Унија, така заедно со Европскиот блок ќе обезбедиме и полноправно членство во Европската Унија. Имаме одговорност и обврска пред граѓаните и државата да ја обезбедиме европската иднина. Ви благодарам.